Работата на Државната изборна комисија и на Управниот суд беше формална за утврдување на фактите и вистината, меѓутоа таа не влијае на резултатот од изборите ако се земе предвид волјата на над 600.000 граѓани, порача денеска лидерот на СДСМ Зоран Заев во обраќањето пред собранието, одбележувајќи го 24 декември или црниот понеделник. Заев сепак повика на прегласувањето в недела на гласачкото место во ТРЦ партиите да се воздржат од интервенција, граѓаните да излезат и да гласаат по свое убедување. Лидерот на ДУИ Али Ахмети за утре во 13 часот закажа средба на лидерите на албанските партии во Македонија, потврди портпаролот на партијата Бујар Османи за портал МК. Се очекува на средбата да се дискутира за ситуацијата во земјата по изборите на 11 декември, по кои формирањето на новата влада зависи од обединувањето на албанските партии, објавува порталот. Речиси сите заложници од киднапираниот либиски авион кој слета во Малта се ослободени. Премиерот Џозеф Мускат соопшти дека 109 од вкупно 111 патници се ослободени, меѓу кои членови на екипажот. Двајцата киднапери на авионот се закануваат дека ќе активираат бомба во African Airways, која патуваше локално во Либија. Како што пренесуваат светските медиуми, киднаперите се идентификувале како поддржувачи на починатиот лидер Муамер Гадафи. Во авионот кој леташе локално од Себа до Триполи беа 82 мажи, 28 жени и едно бебе.